70% од лекарите и медицинскиот персонал били изложени на некаков вид на насилство, изјави денес претседателката на лекарската комора Калина Гривчева-Старделова по повод одбележувањето на Европскиот ден за подигнување на свесноста против насилството врз здравствените работници. Значи, над 70% од докторите по нашата земја, согласно нашата анкета од 23 година, се соочиле со физичко или вербално насилство на работно место. 70% од докторите, анонимна анкета, пријавиле дека биле изложени на некаков вид на насилство, од нив 80% биле изложени на вербално насилство, додека 6,8% доживеале физичко насилство. Речиси 70% од нападите воопшто не се пријавени. Тоа е он. Ние не можеме да бидеме доволно гласни, впрочем, како и вие што не можете да бидете доволно гласни, ако не го кажеме тоа. Од Министерството за здравство најавија зајакнување на заштитата на лекарите и медицинскиот персонал со повеќе мерки, меѓу кои воведување на паник копче за навремено пријавување на насилниот чин. Воведување на побрзи судски постапки, а кога се работи за медицински лица, а кои што биле имале некој физички напад или некој тип на закана. Исто така воведување на паник копче за лекарите и за медицинските сестри, се со цел за да може да се пријави во реално време. Национален протокол за управување со таков тип на инциденти кога се работи за здравствениот систем. Исто така национална кампања за почитување на здравствените работници и обуки за управување со ваков тип на конфликти кога се работи за стручните лица во здравствениот систем. Министерот Алиу потсети дека какво било насилство врз здравствен работник треба веднаш да се пријави, затоа што станува збор за кривично дело.